Општина Карпош е прва општина во Република Македонија која што го спроведува проектот Канцеларија за родителство во рамките на проектот Советувалиште за родители, кој што ќе го остварува експертскиот центар за родителство, а е заедно во склопот со програмата за еднакви можности во општина Карпош. За нас е овој многу битен проект кој што оди во 3 фази. Првата фаза е фазата каде што се направени обуки во кои што се добија и сертификати за фасилитатори, тоа се наставници од 10 основни училишта на територија на Македонија, односно од општина Карпош. Втората фаза беше делот каде што се одржаа одредени предавања заедно со родителите од општина Карпош, и третата фаза е отварање на оваа канцеларија. Значи, како што реков, експертскиот центар Алтернатива ќе го остварува овој проект, а општина Карпош издвои 300.000 денари за негово функционирање и ќе трае до крајот на учебната 24-25 година. Но она што јас можам да го ветам, ваков квалитетен програм и ваков квалитетен проект треба да се поддржува во континуитет, да го направиме овој проект одржлив и дури ако можеме да отвориме и во други училишта, се со цел родителите еднаш неделно 2 часа да доаѓаат оние кои што имаат потреба да се запознаат и да се, што се вели, да им се пренесат родителски вештини кои што се битни во секојдневното работење со нивните деца, поготово за деца од 6 до 10 години. Од име на експертскиот центар за родителство Алтернатива и имавме навистина големо задоволство и чест да го отпочнеме заедно со општина Карпош овој проект, инициран пред се од граѓанска иницијатива од невладиното здружение БИОМ, кој отпочна со едукација, со подигање на свеста на жените лидерки во заедницата, вклучувајќи и во општина Карпош, каде што се одржаа повеќе форуми за значењето на родителството и родителските вештини во превенција на менталното здравје на децата и адолесцентите. Сакам да се заблагодарам на сите, посебно на градоначалникот и на општина Карпош, која што возможува оваа иницијатива. Како што веќе се напомена, работиме еден системски пристап во името на доброто за иднината на нашето општество, а тоа се нашите деца. Треба сите заедно да работиме и соработуваме. Тоа се училиштата, родителите, стручните служби и општината, заедно во име на градење на здрави идни наши поколенија.